Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Училница. Јас сум Наталија Крстевска, професор по музичко образование во Општинско основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Денеска ќе се запознаеме со синкопа. За овој час ни е потребно учебник по музичко образование, прибор за пишување и нотна тетрадка. Што ќе научиме? Овој час ќе се запознаеме со синкопа, со нејзино воочување, препознавање и запишување. Пред да започнеме за синкопа, најпрви да се потсетиме за тактовите времења. Ова е слика од вашиот учебник на страна 29. Секој такт содржи силни, нагласени и слаби, ненагласени тактови времења. Нив ги бележиме со овие знаци. Теза, знакот за теза, што значи силно или нагласено тактово време, и арза, незиниот знак за слабо или ненагласено тактово време. Според ова, секогаш првото време е силно, а второто тактово време е слабо. Доколку имаме четвртини ноти, распоредот на силните и на слабите тактови времења би бил следен. Теза, арза, теза, арза. Доколку пак имаме осмини ноти, тогаш распоредот на силните и на слабите тактови времења повторно би бил исти. Силно, слабо тактово време. Ајде да ги стактираме, да видиме како звучат. Та. За да ја сватиме синкопата, најлесно ќе биде да работиме со осмини. Значи, пишуваме осмини ноти. Јас овдека осмините ќе ги пишувам со цртичка, бидејќи знаеме од порано дека осмините ноти може да се пишуваат и со бајраче и со цртичка. За да имаме синкопа, тогаш треба две тактови времења, од кои првото е на слабо, а второто е на силно тактово време да се поврзат со лак. Тогаш нотите кои што ги тактиравме, та, сега се тактираат та. Нотата која што е поврзана со лак не се изговара, туку само се тактира. И тоа изгледа вака. Та. Најважно овдека што се случува е тоа што акцентот на нагласеното време преминува на местото на ненагласеното време и сега тука се појавува тоа нагласено време, значи на горниот дел на тактирањето. Уште еднаш да го истактираме. Та. Кога сретнуваме синкопа, треба да внимаваме да не ни се случи следно. Кога имаме ноти напишани со различита висина, за да направиме синкопа, треба да поврземе две ноти, кои што првата е на слабо, а втората е на силно тактово време. Ги поврзуваме. Меѓутоа, овие две ноти не се со иста висина, што значи дека овдека нема синкопа. За да имаме синкопа, треба нотите кои што ги пишуваме да се со иста висина. Значи, поврзуваме втора и трета и сега тука имаме синкопа, бидејќи двете ноти кои што се поврзани се со иста висина. Кога пишуваме синкопа, може да ја напишеме и на еден многу пократок начин, а тоа е: првата нота која што ни е осмина, останува како осмина. Двете ноти кои што се поврзани, две осмини, прават една четвртина, значи втората и третата прават четвртина и последната нота ни останува осмина.
Значи, ова е скратениот начин на кој што се пишува синкопа. Ајде сега да погледнеме еден ритмички пример. Ритмичкиот пример вие го имате во учебник на страна 31 и ви пишува ритмичка вежба број 2. Најпрвин ќе го анализираме примерот така што ќе видиме какви се ноти се употребени во овој пример. На почеток имаме 4/4 такт, што значи дека во еден такт има 4 удари. Првата нота ни е осмина, втората четвртина, третата осмина, што ни кажува дека веднаш на почетокот имаме синкопа. Понатаму имаме четвртина, четвртина. Во вториот такт имаме половина, 2 осмини и 1 четвртина. Тука немаме синкопа. Понатаму имаме осмина, четвртина, осмина. Еве ни пак синкопа. Па 2 четвртини, 1 половина, 2 четвртини. Во вториот ред имаме 4 осмини, 2 осмини и четвртина, што значи овдека нема синкопа. Пак 4 осмини, четвртина, четвртина. 2 осмини, 1 осмина сама, четвртина со осмина сама. Еве синкопата и четвртина. И на крај имаме 4 осмини со 2 четвртини, тука нема синкопа. Значи дека во вежбата имаме вкупно 3 синкопи. Ајде сега да ги истактираме на неутрален слог за да видиме како изгледа една синкопа. Веднаш на почетокот ја имаме синкопата, јас прво само неа ќе ја истактирам. Внимавајте. Та, та, та. Значи така би ни изгледала синкопата. Ајде сега целата вежба од почеток до крај, јас ќе тактирам и вие пробајте со мене заедно. Та, 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 Сега ќе погледнеме уште еден пример, кој што исто така вие во учебникот на истата страна и ви пишува мелодиска вежба број 2. Што ме мелодиска вежба? Тоа значи дека треба да ги изговараме имињата на тоновите од причина што тие се напишани во петолинијето. Ако ги анализираме нотите, ќе видиме дека на почеток имаме до осмина, па до четвртина, па ми осмина. Значи, пак синкопа. Сол и сол четвртина, фа половина, фа и сол осмина, ми четвртина. До осмина, ре четвртина, до осмина. Еве ни втора синкопа, ми четвртина, ре четвртина, до половина, до четвртина, до четвртина. Во вториот ред имаме 2 до осмини, 2 ре осмини, ре и до осмини и фа четвртина. Тука нема синкопа. Ми, ре до 4 осмини, ре четвртина, сол четвртина. Повторно нема синкопа. До и до 2 осмини, ре осмина, ре четвртина, до осмина. Уште една синкопа. Фа четвртина, ми, осмини, ре и ре осмини, до и до четвртини. Значи повторно имаме 3 синкопи. И сега ќе ја истактираме и оваа вежба, вие пак заедно со мене, само внимавајте на синкопите и на имињата на тоновите. Сега сме во петолиние и треба да ја истактираме со имињата на тоновите. Започнуваме како што е забележано со нота до. До, ми, сол, фа, сол, ми, до, ре, до, ми,
do, re, do, fa, mi, re, do, re, sol, do, re, do, fa, mi, re, do. Предна За крај, што треба да знаеме? Синкопа е ритмичка особеност која настанува со поврзување на слабо со силно тактово време, така што акцентот од силното преминува на слабото тактово време. Ви благодарам на вниманието.